Благодарам. Почитувани колеги, почитувана јавност, господине заменик министер, добро е што денеска еве се охрабравте и кажавте во вашето образложение за и потребата од измена и дополнување на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност, дека главната цел е всушност овозможување на нови 80 вработувања во агенциите за вработување, односно нови 80 вработувања во администрацијата. Зошто го кажувам ова, бидејќи ова не го кажавте кога расправавме на Комисијата за труд и социјална политика, како да сакавте да го скриете овој аргумент и тогаш повеќе зборувавте дека потребата од измената на законот е заради усогласувањето на овој закон со Законот за административни службеници и со Законот за вработување во јавниот сектор. Значи, честно и искрено е да се каже на јавноста дека денешните измени на овој закон и дополнување всушност е заради овозможување на и стварање услови за нови 80 вработувања во администрацијата. Во она администрација која што на сегашната власт, кога беше во опозиција, зборуваше дека е доста габаритна, дека има доста голема превработеност во администрацијата и дека треба да се престане со вработувањата во администрацијата, бидејќи голем број од тие вработени и земаат плата, а не одат на работа, а голем дел од нив не одговараат или не работат соодветно за средствата кои што се платени, односно за платата која што ја заработуваат. И честно е да се каже дека повторно со измената на овој закон вие всушност сакате да вработите нови 80 ваши партиски активисти сега во Агенцијата за вработување. Тоа е единствената цел. Бидејќи образложението дека ќе вработите заради потребата од нови и дополнителни даватели на јавни услуги не е точна, бидејќи агенциите за вработувања и сега се натре вработените во агенциите и сега се всушност даватели на јавни услуги. Тие тоа веќе го работат. И не знам од кои причини сега метнувате нов термин даватели на јавни услуги, кога таа категорија на вработени во агенцијата ја има. Значи, ова се прави со единствена цел да најдете причина како да вработите уште 80 лица. Исто така во законот наведувате дека тие даватели, нови 80 вработени на јавна услуга, заедно со ќе се поврзуваат со стручни лица од центрите за социјална работа, за да помогнат на оние лица кои што земаат социјална помош, нели, или сега поново гарантирана минимална помош, да му помогнат да се доквалификуваат, преквалификуваат, односно со нивна помош да се вклучат некако во процесот во системот на вработување во Република Македонија. Мислам дека со ова измена само ја замајувате јавноста, кажав зошто, а друго што сакам да кажам дека за ова намена предвидувате повлекување од буџетот на Република Македонија на околу 32 милиони денари за плата на овие административни работници. 32 милиони денари не е мала сума
имајќи ја во обзир економската состојба во Република Македонија. Мислам дека е срамота и греота доста е со вработување во администрацијата, бидејќи и самите сте свесни дека нашата економија не го дозволува тоа. Капиталните инвестиции кои што во првиот квартал или тромесечие беа на ниво само од 6,5%, не даваат надеж дека во периодот што следи ќе има економски раст, за да може да си дозволите нови вработувања во администрацијата. Задолжувањата што ги правите секојдневно се толку високи како никогаш досега и се над 50% од бруто домашниот производ како никогаш досега. А ова администрација треба да се храни. Дали задолжувањето што го правите е и во таа насока, бидејќи администрацијата е навистина голема, габаритна, голем е бројот на тие што работат натре и сметам дека нема потреба од ваква измена, бидејќи во агенциите за вработување има квалификувани, има вредни, има вакви вработени кои што веќе даваат вакви услуги по различни програми, тие и сега го работат тоа и нема потреба од вработување. Друго што сакам да истакнам во однос на законот е тоа што во случај кога она лице кое што прима социјална помош или гарантирана минимална помош ќе одбие вработување и тоа кога му е понудено во 2 пати, тогаш тоа лице вие со овој закон го бришите и од евиденцијата на невработени лица. Дали на тој начин, ве прашувам, не сакате да прикажете вештачки намалување на процентот на невработеност во Република Македонија? И уште нешто што сакам да кажам, а е во врска со измената на законот, а не го кажавте, е тоа дека во случај социјално загрозеното лице, кое што ќе одбие во 2 наврати да работи, тогаш му се укинува и социјалната помош. Значи, буквално, со измените на законот, вие ваквото лице го фрлате на улица. Дали на овој начин, што ќе стане во тој случај со ваквото лице? Значи, нема да работи, нема да прима ни социјална помош. Така е во законот, колешке. Точно така. Што со таквите лица? Буквално ги фрлате на улица да питачат, па има доста питачи во Република Македонија. Ќе стварате нови питачи во Република Македонија со измените на законот. Прочитајте го законот, многу убаво кажува дека во тој случај тој ја губе и социјалната помош. Тој значи покрај тоа што се брише од регистарот на невработени лица, тој ја губе можноста за добивање на гарантирана минимална помош. Така е, колешке. Така е. Јавете се за реплика, па ќе можеме да дискутираме. Многу прецизно е напишано во законот и тоа мислам дека никој од достигашните дискутанти, а и заменик министерот не го кажа, и од тие причини еве упатувам едно прашање и до него да каже што со таквите лица. Зошто? Бидејќи државата е должна да обезбеди екзистенција на секој еден во Република Македонија, па макар било тоа и социјална помош. Толку тука би застанала со дискусијата, мислам дека бев јасна за јавноста и кажав јасно и гласно која е целта на денешната измена и дополнувањето на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност, а тоа е нови 80 вработувања во Агенцијата за вработување.
зашто сметам дека нема потреба и од тие причини ќе гласам воздржано и покрај тоа што никогаш не сум за невработување на граѓани. Јагода Шахпанска, реплика.